Предупредувањата за кршење раце и нозе очигледно не се доволна причина за Министерството за култура да го разреши или да превземе други мерки за да го казни партискиот функционер на ДУИ Валмир Азири, вработен како државен секретар. Иако според закон Министерствата ги именуваат и разрешуваат државните секретари, во култура не се чувствуваат надлежни во врска со јавните закани на Азири, кој инаку таму е вработен како македонец. Па не упатија да прашаме во Министерството за внатрешни работи. Ве информираме дека случувањата во јавноста поврзани со државниот секретар на Министерството за култура не се поврзани со активностите за кои е надлежно Министерството за култура. За конкретниот случај, надлежност имаат други институции за што ве упатуваме во Министерството за внатрешни работи и на основното јавно обвинителство. Појавните повици на Азири за насилство врз пратеникот Антонио Милошовски, откако Арбара Деми удираше по него и други пратеници со филџани и други предмети, од Министерството за внатрешни работи велат дека во моментов случајот се расчистувал, додека пак од обвинителството засега чекаат полицијата да утврди дали делото е кривично или прекршочно за да превземат мерки. Известен е јавен обвинител, а пријавата засега е во МВР, доколку оттаму потврда дека постојат елементи за кривично дело, ќе го достава до основното јавно обвинителство. Ако МВР утврди дека станува збор за прекршок, тогаш обвинителството не постапува. Засега се чека да се завршат проверките. А дали владата ќе го санкционира Азири, до овој момент немаме одговор. Луѓе во минатото се приведувани експресно заради статуси на Facebook со говор на омраза или насилство, но последниот на Азири изгледа дека не е доволна причина за реакција од надлежните. Антиалбанец како Антонио Милошовски заслужува повеќе. Помина времето на продавачите на магла, новите генерации албанци ќе им ги скршат рацете и нозете на сите што ќе се обидат да ги омаловажат албанците. Објавата на Азири исчезна од неговиот Facebook профил уште истиот ден, но вели не ја избришал тој. Некој го пријавил во Facebook и оттаму му го отстраниле заканувачкиот текст.